Dragi prijatelji, odavno se nemamo druženo preko jedna video analiza, znači večera повторно ќе се дружиме, но вечерва ќе се дружиме со една глобална тема. Како што видовте во наслов, ова е троен удар на Русија, Кина и Иран на глобалната сцена, значи преземање на хегемонијата од САД, создавање на нов светски поредок. Многу може би од вас повеќе очекуваат да зборувам за домашната политичка сцена, особено за изборите. Тоа е за мене премногу комично, пробидно. Почна да се, не само да се вакат јалишта, но нека ми просват тоа што да нарекуваат аналитичари, кои се за мене кафански мобечи, кои гледам како анализира. Доволно е, само ќе даваме совет. Мислам вчера или завчера, не ме дадете збор, и меѓуте да погледам неговото гостување на, мислам беше во дневникот во 19 часот на Сицел, ќе биде јасно, ако знаат да ги врзат работи. Но реков дека вечерва ќе зборувам за геополитиката, откачу оно што се случува во Украина, Израел и на глобалната политичка сцена. И ја во многу мои постои, значи уште кој започна војниот конфликт во Украина, некој го нарекува агресија, Русија специјална војна операција, го нарекува војен конфликт. Јас му укажав дека, значи, тоа се случи на 24, право да кажеме, февруари 2022, а ја веќе на 25 веднаш реков, преку Украина ќе се руши ЕУ и НАТО. А тука опасност постои и распад на многу држави и граѓански војни во САД, така НАТО. Ово потрудуваат и последните помош што даде САД на Украина. Тоа е повеќе од смешно. Тие пари прво нема да идат Украина. Значи голем процент, околу 23 од тие 60 милиарди, 61, така нешто, 23 милиарди ќе одат во војната индустрија на САД. Дали 7, 8, 17 ќе стасат, ама 7 околу 7 милиарди е заплатите на администрацијата. И што тоа не е војна помош, него кредити. За да се нагласено како кредити, ако нема тие кредити кој да ги врати, за да републиканците гласат. И тука исто е војната помош од 26 милиарди за да помине на Израел. Зашто за да помине? Бидејќи изјавата на Израел одамна на еврејската држава, кога кажа ние имаме најголема колонија во светот, тоа е точно. САД се подуправа на еврејското лоби. Самите федерални резерви, они ги вика, или државни резерви, поточно кажам, они ги вика ФЕД, федерални државни резерви, кога упати кажува дека Кенеди кога побара да се вратат по државна кампања, која во приватни компании еврејски, беше ликвидиран. Тоа го побара и там побега. Кажува, но него го спаси што ќерка му Иван кај мажена за влијателен евреј. Сега што се случува? Зеленски е уште првиот ден кажал дека е тоа човек на Путин. И некој сега ќе беше ликвидиран, не сега ќе загинеше, така натаму. Првата работа што Русија направи намерно, она дојде пред Киев со своите подобранци, но се повлече. Зошто се повлече? И намами војните сили, значи целта на Русија и на Путин не беше дезинфекција само на Украина, туку на цел НАТО. Тоа до пред недела-две американците не го мислеа и почнаа нивните аналитичари тоа да го прошуваја, го кажа уште пред 2 години. Кога почна
значи војниот конфликт, кажу, во Украина, кажа дека единствената и првата цел на Владимир Владимирович Путин, кој го следам одавно, уште од неговото доаѓање, и негова натална карта, значи и као аналитичар, и као лично што студирал и парапсихологија, астрологија, например, неговите потези на 70% односно што ќе повлече, а од 90 до 100% знам што стои за нив. Значи, главната цел е дезинфекција на НАТО, ќе само на Украина, повратак на, значи, враќање на руските територии. Значи, постало Украина, но за жал Израел нема да постои, ако Израел на време не се ослободил од Нетањаху. Како се они навлечени. Прво, Володимир Зеленски, кој е председател на Украина, е евреј. Но он дојде на власт благодарение на руските гласови, потрошно на гласовите од руското говорно подрачје во Украина. Значи, ништо запамтете во животот нема без пари, или џабер, кажете. Зошто? Не да мислите некој као умеа тасова ракија или ручек, не. И на друг начин ќе опфати. Значи, универзумот постои закон кој се вика равнотежа. И за добро, и за лошо се казва, и се плаќа. Што во животот нема бесплатно да памти. Значи, благодарение тоа што стана председател, он прво отиде со Путин да говориш. И почна забрана за рускиот јазик и не случајно издаде декрет, значи, првите преговори беа фарса во Турција, да се разбереме, и затоа Зеленски имаше најава да го ликвидира нивниот представник или преговарач, како сакате кажете, за да започне вистинска војна. И втората работа што ја направи добро за Русија, а Русија секојаш има за тоа сега добар изговор, а тоа е декретот што го потпиша Зеленски. Кој е декрет? Дека со Русија нема преговори, никој не сме да преговара за мир. Малку смешно, али трагично, за жал. И што се случува? Полека за овие 2 години, значи Русија не иде директно на Киев, може да се прегаде, бидејќи тоа Киев, не знам колку од вас знаат, тоа е татко во сметат на руските градови. Русија не почнала од Москва, се разбира, она почнала од Киев. Инаку Украина никогаш не била држава до 91. Поточно кажано до 918, кога почна Октомвриската револуција, кога Ленин, кој дојде со блидиран воз преку Германија, нормално неку евреј и британски шпион, Украина ја прогласува за република, чак и потписник меѓу 10 републики во составот на пресудење на СССР. Инаку интересна работа во Октомвриската револуција во президиумот, ја многу пати кажам, мисля дека се околу 70% биле евреи, но они биле чак 97%. Троцки евреи кој прави чистки, по него доаѓа Сталин, морам да ви го раскажам за да може се ги вратите конците. Доаѓа Сталин, на кого неговата сопруга му е еврејка, и која починува под чудни околности. Он никош немал близина со своите деца, он чак и својот син го жртвувал, кој бил мајор за време на они викат Скојинската војна Русија, му понудиле германците синот да го замени за некој германски генерал. Нашо, не знам што бил, не ми дреше да бава, ама генерал најмалку бил. И знаете што ми го остави? Генерал не се менува за мајор. Значи, го тоа со свењоци. Значи, руси се голем патриоти, инаку он има и нешто и грузинско потрекло,
Сталин за другиот знам, ама знам дека неговиот подвиг го финансирал евреј. Треба да знаете, че не е случайно што неговата сопруга била еврејска. А Путин што прави? Путин јасно кажа дека оди на враќање на историските територии. А кои се историски? Тука е Одеса, Николаев, Харков, Донбас. Иначе Донбас Ленин го подарува. Мислам дека и Одеса ја подарува на Украина, а додека Крим го прави Хрушчов во 56-та година. Значи, тоа е руско говорно подрачје. Инаку Путин секој што беше еден чекор, благодарение на Меркел и на други, оно што се случи Мајдан беше во режија на Меркел и на Путин, на се на еврејското лоби, бидејќи одма се појави тамо како и беше, извинете, не чекнува, си даде отказ со делење на седмици. Понатаму што се случува? Во моментот Русија градеше една работа, тоа е работеше поточно кажано, на своето наоруžување. Дојде до хиперсонично оружје и така натаму. Мислам дека беше 2014 кога се случи Мајданот. Русија не беа војно подготвени да действува, но затоа го искористија моментот да си го преземат Крим. Сега имаме трен удар врз хегемонот, поточно војната што во Украина или војниот конфликт, поточно кажано, ја го така да дефинирам кој аналитичар, не е војна помеѓу Русија и САД, Русија, ова е војна помеѓу Русија и еврејското лоби. Гледате денови што се случува во самата САД, демонстрација на студенти против оно што прави Нетањаху во Израел. Ја на евреите претходски би дал совет, што побрзо се ослободат од Нетањаху, имат поголема можност да опстанат и нивната држава. Во спротивно, годинава може да ги снема и Израел и Украина. Украина е факт дека ќе се распадне. Не случајно и пред нова година и по нова година, нема да речете за збор, планира нивното раководство од Киев да се пресели во Лао. Тоа е Галиција, полски дел, кој го анексираше Сталин за време на Втората светска војна, поточно 1939 година. Инаку за Галиција кога се работи, значи советникот на Николај, царот Николај, го советувал царот никогаш да не ја припојува Галиција. Зошто вика Галиција ќе ја распадне Украина? Руската империја. Тоа се случува. Било во Втората светска војна, имате од Галиција, значи единици или корпуси, како сакате, наречете ги пред Сталинград, и тој дел е католички дел, полски, они не друго, они прати големи водела и по Полска, бандеровци, со Степан Бандера, католик. Некој вика грчки, но не олево каков е. Што се случува понатаму? Значи сега, во изнемоштена украинската војска немаат прави војници, немаат доволно муниција. Значи Украина и Израел полека се пуштат низ вода. А гледате, Блинкен 7 пати веќе оде на Блиски Исток, но не може да го убеди Нетањаху. Бидејќи ви реков, Нетањаху, не само Нетањаху, и пред тоа, власта во Израел постојано зборуваше, ние имаме најголема колонија на светот, тоа е САД. И ово што се случува во САД со студентите, тоа е ослободување од еврејското лоби во САД. Иран е тука десна рака, бидејќи Путин или Русија им помогна на Иран, они
постоянно бяха под санкции, сега се. Израел направи најголемата грешка што можеше некој да направи, што ја гаѓаше иранската амбасада во Сирија, каде загина 7 така. Имало е некој генерал така, не големо, ама имало и многу ранети. И проба интересна работа со дроновите, значи ја пробија куповата, нивните ракети САСА, а благодарение на Русија, Кина и Иран добија хиперсонични и надзвучни ракети, оружје. И што е најинтересно да нови што се случува, во паркот на победата во Русија се изложува сето западно оружје, особено американското, Бредли, Патриот и така. Тоа е запленето. Инаку Русија имат музеј и од топовите уште за време на Наполеон Бонапарте, значи интересна работа и Наполеон Бонапарте и Хитлер родеа преку Украина, а ги финансираше Росови Рокфелер, значи еврејското лоби. Значи ово е сега троен удар врз САД, ЕУ, НАТО и нормално. А врз САД кој зборам тоа е врз израелското лоби. Против, бидејќи многу работи финансираат, банкарството доаѓа од Кенев, монополи кои држат, Светската банка, значи немам ништо против еврејскиот народ, но сега направи огромна грешка. Иначе, интересна работа и доказ дека Володимир Зеленски човек на Путин, веднаш кога почна конфликтот со Русија, кој беа добро наоружени и да се разбереме, тоа се руси, добри војници, а Путин оде, значи ги чисти као оризон што се чисти пред враги. Тој изјави Зеленски: од Украина ќе правиме голем Израел. Значи, која е целта? Целта е на еврејската заедница, евреите од Израел да ги преселат во Европа, бидејќи таму се обкружени со непријатели, мислам, без разлика, ако велиме арапи, тоа е семитска раса, значи ово не е антисемитизам, бидејќи и евреите се семитски народ, како и малтажаните, нали, доскоро не знае. А ова е, кој што вика Иран, против сионистичкиот режим на Нетањаху. Значи, ако не се свесал, Израел може да го снема, значи потхитно, ако не се трајно примие, многу геноцид се направи, над 30.000 има цивили, од кои се повеќе жени и деца. Јужноафриканската република, не знам кој ще покрена и суд за одговарање за геноцид против Израел. Они са економски немокни, САД више. Со парада, што е поточно не парада, изложба на запленето украинско оружје, тоа е буквално удар врз еврејското лоби, морам војното лоби, војната индустрија се они држат, бидејќи атак ракетите што беа Патриоти, што се беа многу продавани, сега и цената ќе падне и нема више кој да ги купи. Значи, со ово што го прави Русија, особено со електромагнетното оружје, а може би ќе не уште подобро има, ги блокира и дроновите, автоматски го презима војниот пазар во светот. Драги пријатели, толку за сега. Оние што има желба, мислам, да ги следат моите анализи, треба да притиснат на копчето subscribe или претплати се, први ќе ги добиваат и ќе бидат објективно, значи не навивачки, информирани. По животот, не има партиска книжка, а секој гледам објективно го кажам, да и кој студент, него студентски суд, како аналитичар, а и кој човек што проучува астрологијата и се учи и парапсихологијата, знам дека на било кога да даеш ларна надеж, лошо, хубаво кажи вистината колку да е болно, бар делумно се зашти.
Драги приятели, посако добра ноќ. Со мало застума е празникот, голем празник. Тоа е 1 мај, работнички празник. Прво почна да се слави во Америка. Значи, уште еднаш ќе ви кажам, оние што имаат жалба, значи ништо не е нормално. Нека да не се нормално, мене и моите анализи, нека притиснат на копчето subscribe и ако се допаѓа анализата на лайк, но не е мора. Уште еднаш кажам, сакам добро ноќ, Исус дојде напред и верба во тишината. Во здравиот разум на човекот, само тоа може да така може земјата да опстане. Иако ја сметам само за лабораторија на овој замени, че не сме сами, не е единствен сончевиот систем, не е единствен во универзумот, така натаму. Тоа и од моите астрални проекции, а некојаш може да ќе правим. А сега, за сега, добра ноќ, убав празник и убави сорај.